Првите огласи за вработување на 350 здравствени работници во јавните здравствени установи во Македонија ќе бидат објавени следната недела и ќе течат во наредните 2 до 3 недели, најави лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Главно ќе се вработуваат лекари и медицински сестри, но ќе има и други профили како лаборанти, физиотерапевти. Процедурата е веќе започната и се очекува некаде следната недела да излезат првите огласи. Имено овие вработувања ќе одат различно, секоја здравствена установа ќе се објавува оглас за себе. Значи нема да одат групно, нема да одат во еден оглас 350, туку секоја болница, секоја јавна здравствена установа онолку колку што треба да вработи луѓе, за нив ќе објави сопствен оглас и првите огласи ќе бидат објавени следната недела и ќе течат во наредните 2-3 недели. Тоа ќе значи силно зајагнување на македонското здравство, поголема поддршка на пациентите и подобра услуга, а за многу здравствени работници ќе значи можност за вработување и решавање на нивниот проблем со невработеноста, потенцираше Груевски, осврнувајќи се и на проектот за странски консултанти во домашните компании. Имаше прва фаза во која што се донесува 50 странски консултанти. Сега е втората фаза. Во втората фаза веќе 30 странски консултанти беа, престојуваа, помогнаа, работеа. Десетина од нив ќе дојдат во наредните месец до 2, а плюс уште 15 ќе дојдат до крајот на годината, така што оваа година вкупно ќе има нови 55 странски консултанти, експерти во одредени области со поголемо искуство, луѓе кои што работеле во многу поголеми капацитети од нашите, кои што добро ги познаваат и меѓународните пазари и најсовремените технологии. Консултантите даваат консултации во различни области зависно од нивното знаење, но и од потребите на компанијата која ги ангажирала. Компаниите на оглас најавуваат каква потреба имаат и кажуваат каков консултант им треба, а владата наоѓа можности да ги донесе во Македонија и да ги стави на располагање на компаниите. Овие консултанти не прават голем трошок за нашите компании. Практично нашите компании не плаќаат речиси ништо освен нивното сместување. Се другото не се плаќа. Второто е што овие консултанти даваат допринос за компаниите, а доказ за тоа е што самите компании во анкетата што беше направена од досегашните консултанти укажаа дека 85%, значи самата анкета што беше направена укажа дека 85% од компаниите се задоволни од доаѓањето и работата на овие консултанти, а 90% кажаа дека повторно би сакале да добијат таков консултант, затоа што го зголемиле нивното производство или пак го подобриле нивниот производ или отвориле нови работни места со различните искуства и совети кои што ги носат. Странски консултанти во домашните компании е одличен проект кој во иднина не само што треба да продолжи, туку треба да се направат напори да се зајакни да се зголеми бројот на консултанти во една година во македонските компании, потенцираше Груевски.